Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Во Кајро продолжуваат протестите откако египетскиот претседател Хосни Мубарак синоќа најави дека ќе префрли дел од власта на подпредседателот, но нема да се повлече. Вашингтон пак реагираше со барање египетските власти да го разјаснат потегот. На почеток вестите. Стотици илјади демонстранти се собираат во Кајро и други египетски градови откако претседателот Хосни Мубарак одби веднаш да замине од власта. Има извештаи дека маси луѓе започнале да опколуваат владини згради. Армијата е распоредена по улиците на Кајро. Претходно, египетската армија го прифати префрлањето на власта од претседателот Хосни Мубарак на подпредседателот Омар Сулеман и повика на враќање на нормалниот тек на животот во египетската метропола. Колку е широко полето за потенцијални републикански кандидати за претседател на изборите во 2012-та, покажува фактот дека дури и милиардерот Доналд Трамп е заинтересиран. За сега ниту еден републиканец јавно не објавил дека ќе се кандидира, но секој ден се шпекулира со нови имиња. Трамп говореше на конзервативната конференција за политичка акција, што неофицијално важи за почеток на трката за републиканската номинација. Владата на претседателот Обама планира да објави предлози за реформа на хипотекарскиот пазар, со што би ги заменила Фени Меј и Фреди Мек, како два главни хипотекарски гиганти. Компаниите кои се спонзорирани од владата беа мета на критики за колапсот на пазарот на домување и финансиската криза во 2008 во САД. Најголемата берза на акции во Европа со седиште во Франкфурт, Deutsche Börse, објави дека напредува во разговорите за купување на Њујоршката берза. Ако разговорите финишираат, наредната недела може да се појави најголемата берза на акции во светот. Повеќе од 30 на конгресмени кои спијат во своите канцеларии за да заштедат не треба да се толку штедливи. Напротив, треба да си најдат место за живење, порачува Вашингтонската невладина организација Граѓани за одговорност и морално однесување. Во незиното соопштение се наведува дека законодавците кои не сакаат да платат за сместување во главниот град не ни требало да се кандидираат за функцијата. Поранешниот американски претседател Бил Клинтон беше домаќин на тркалезна маса во Њујорк, посветена на 15 годишнината од Дејтонскиот мировен договор, што стави крај на Босанската војна. Еве што велат учесниците за неговото тогашно значење, но и какви патокази дава за иднината. Босна на почетокот на 1990-тите беше сцена на најголемото крвопролевање во Европа по Втората светска војна. Српската агресија однесе 250.000 животи, а беа раселени 2 милиона луѓе. Поранешниот државен секретар Џејмс Бејкер тогаш го сумираше расположението на американската јавност и конгресното противење на американската интервенција во изјавата дека САД немаат конј во оваа трка. Поранешниот претседател Бил Клинтон смета поинаку. Number one, because I thought in the aftermath of the Cold War, Број 1, поради последиците од студената војна, Соединетите американски држави мораат да ги дефинираат односите со Европа и со НАТО. Сите претензии дека падот на комунизмот ќе води кон демократија, слобода, просперитет, безбедност ќе изгледаа лажни. Меѓу учесниците на трибината беа и поранешната државна секретарка Медлин Олбрайт, пензионираниот генерал Весли Кларк, специјалниот пратеник за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Кетрин Ештон. Поранешниот американски амбасадор во Хрватска Питер Галбрайт опиша каква би била алтернативата на мирот. We might be discussing here in 2011. Ќе дискутиравме денес во 2011 за 20 години на босанско-хрватската војна. Хрватска можеби ќе беше како Кипар, каде србите би окупирале дел од земјата која би се наоѓала во состојба на постојано непријателство. На настанот во Њујорк не присуствуваше ниту еден српски представник. Босанскиот претседател Бакир Исетбеговиќ ги поздрави напорите за помирување на неговиот хрватски колега Иво Јосиповиќ. On Balkans it is easier to follow the same. На Балканот полесно е да се следи мантрата, сите други се виновни освен нас. Председателот Јосиповиќ е подготвен да се покае, а не само да обвинува. Тој отвори нова димензија што ќе произведе подобра атмосфера и ќе привлече странски инвестиции. Председателот Клинтон во завршната оценка рече дека Дејтонскиот мировен договор е прва спогодба по студената војна во која сите страни може да бидат победници.
воскреснува ковачкиот занает во Соединетите Американски држави. Но за разлика од минатото, занаечиите денес не прават потковици и алатки. За уметноста што излегува од врската меѓу чеканот и наковалната, говори следниот прилог. Курт Велч прави роза. Чарли Пертикари отворат за писма. Тие се редовни посетители во оваа ковачница близу Вашингтон и членови на локалната ковачка занаечиска заедница Потомак, непрофитна организација која ги учи новите генерации на тајните на еснафот. Велч, кој е компјутерски инженер, говори за причината да се зачлени. Ме фасцинираше уметничката природа на занаетот, магијата на работењето со метал. Заедницата започнала пред 30 години со 20 ковачи, а денес има 200. Пеј Андерсон, председател на уметничкото здружение на ковачи на Северна Америка, Абана, вели дека тоа брои над 4000. Интернетот, YouTube, Facebook, сите помагаат за организирање на ковачите ширум светот и лесно наоѓање на информации за зачленување, учење на занаетот. Пред 30 години беше тешко да најдете ковач. Иако некои се уште прават потковици и алатки, како во минатото, занаетот денес доби друга форма. Повеќе уметност, скулптури, архитектонски дела за разубавување на домовите и градините. Во работилницата близу Вашингтон, Чарли Пертикари и Курт Велч ги задаваат завршните удари на своите креации. Возбудата од вајањето на жарта е повеќе од очигледна. Во понеделник во News Flash, протестите во Египет многумина ги нарекуваат револуција на младите. Новите генерации на египтјани ги ризикуваат животите за промени во земјата. Гледајте во понеделник во News Flash. Во понеделник во News Flash. На нив земјата останува. Младите египтјани говорат за мотивите да излезат во огромен број на протестите. Гледајте во понеделник во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме в понеделник.